Почитувани мој добар ден. Стартуваме со уште една работна недела, а понеделнички секако продолжуваме и со црвена линија, поточно со вас и со дискусијата во која што верувам ќе бидете вклучени во огромен број. Државната комисија за спречување на корупција денеска ја продолжи кампањата Бидете херои на честноста, со апел до родителите дека не треба да бараат врски за оценки, туку децата самите треба да се ги заслужат. Не е можно да бидат сите со петки. Затоа има оценки од 1 до 5. Важно е оценката да биде нивна, заслужена и да се стекнат со знаење. Родителите се тие кои треба да воспитуваат, наставниците треба да образуваат и не треба да има мешање на едното и другото. Но некаде се измешани лончињата. Образованието е во ќорсокак, сите ученици се скрос одлични. Учениците добро знаат кој знае, а кој не знае. Со подарувањето петки ги учиме уште во училиште што ќе ги очекува во животот. Како да ги убедиме родителите дека треба да престанат да бараат врски за подобар успех на децата, бидејќи со тоа не им прават услуга на децата? Како да ги мотивираме наставниците да не подлегнуваат на притисоците од родителите? Тоа се прашањата со кои денес ќе разговараме, секако ќе сакаме да ги слушнеме и вашите одговори, а анкетата секако ќе ве потсетиме останува на Инстаграм активна во текот на денот, што значи дека во овој момент можете да кликнете на Инстаграм стори, да не заследите најнапред на Инстаграм и секако да ги дадете вашите одговори. Имаме 3 одговори за опција. Па еве вака. Прашањето ни е конкретно. Родителите бараат врски, наставниците даваат оценки. Во кого ја гледате вината? Под А родителите, Б наставниците или пак В опција и едните и другите. Како и да е, сакаме да ве слушнеме овој пат активно во црвена линија, особено ако сте и како родител соочени со оваа проблематика, дали сте можеби вие оние кои што еве сметате дека одличниот успех е всушност и патокас, односно можност да се овозможи нели она квота, она потребна цифра која што ќе го запише вашето дете во следната образовна институција. Каде ја гледате вината? Можеби некој од вас работи како наставник, професор, што и да е. Како да ни откриете дали се соочувате со големи притисоци и како да се искорени оваа појава. Во продолжение секако ќе ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва и ќе ви откриам попромото зошто е тоа така. Што ќе остане запишано во историјата, модерни коридори или епски скандали. За договорот со Бехтел и Енка за коридорите 8 и 10Д, за недовршените и изградените патишта, за градежната офанзива, интервју со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Топ тема со Боби Христов во 19:15. Ајде, зошто не треба да ја пропуштите вечерашната топ тема со Боби Христов? Пред се ќе потсетиме дека вечерва во топ тема уште еднаш гостин е министерот за транспорт и врски, но она што е важно дека на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што воедно и се објавува нашата тема, објавена е и темата вечерашната топ тема. Тука ја добивате можност, еве вака изгледа тоа, да поставувате прашања вечерва кога ќе гостува министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, што значи вие активно преку поставувањето прашања ќе имате учество во вечерашната топ тема со Боби Христов. А оние кои што редовно следат црвена линија знаат како изгледа кога сте активни и навистина еве ќе ги охрабрам и оние кои што досега не се вклучиле во црвена линија, а има толку многу да кажат за денешнава тема, ве очекуваме во вашите 90 секунди. 5 линии се активни, бројот е 02-307-0005. Почнуваме со првиот гледач вечерва. Сега е вечерва со оглед на времето. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, еве вие... И убав ден. И убав ден. Јас реков вечерва, најверојатно бидејќи десена облачува, се стемнува, па станува сончево. Нема никаква замерка. Тина, вие работите тука, си работите прецизно и нема замерка. Вака, темата ви е воште убава и убава тема сте поставиле. Што се однесуват неуспехот на децата.
самите родители доаѓаат на прво место е. Јас како родител, ако моето дете не учи, не може јас да идам на молам некој наставник да оргирам да давам частења и финанси, пари да не лупетам и их други работи, да ги молам. Затоа што детето ако не се определило да учи и да пати таа настава која што се има и други занати, нека научат занати и поубаво ќе се снајдат со занатите кои што ќе ги завршат. Ипак не е се до образованието. Јас имам високо образовани деца, двете ми се со високо образовани, тоа се програмери во странски фирми. Јас сум благодарен на тоа што тие го завршиле, меѓутоа еден пример да ви кажам дека и вистината да ви ја пренесам дека самите родители се виновни што нивните деца не учат. Затоа што кога ќе видат дека не учат, наместо обратно да го прават, да ги принудат да учат и да ги воспитат и одат да оргираат. Со тоа оргирање децата го прават поназадно и никогаш детето нема да биде успешно. И затоа образованието ни е дојдено до ово дереđе и до овој момент. Благодарам многу за тоа што го пробивте мразот во ова денешно издание на Црвена линија. Ке ве подсетам 90 секунди е време трењето на секој излагање на оној кој што ќе се вклучи активно, а секако 5 линии имаме активни, така да ако сакате репете, слободно можете повторно да го завртите бројот. Продолжуваме со следниот гледач да видиме каде гледа вината и каде се гледа решението нормално за да не постојат притисоци и да не се билдаат оценки со врски. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Виделата, ја би сакал тие деца што ургентните деца да не се бидат чет медицина, здравствени, такви работи, па родителите да си ги поминат децата на право, значи да нема полагање и да. Па утре кога се време место да се расите тата и мама, па детето не зна да ги лечи. Бидејќи направиле одличен престасен експерт, доктор, специјалист. Така да тука да си ги протеруваат децата, а другите струки не па што функциите желувам, но тези здравствена медицина да си имат потреба да такви експерти се подавашат на пазарата. Инаку сега више не е време за молење на професори, него сега е време на закани на уцени. Какви све бандити ја водат државата, не е чудно ништо да утре додат истите тие кај професорите да му решат или пројде кучетето или си го обработано. Бидејќи сега само молат обичните смртници, најсиромашните слоеви на родители молат за некој проблем со некој кет стане што им дале на детето. И тогаш па професорите си ги лечат фрустрациите, бидејќи претходно време се застанува по стотици со Бостан Береме, па се изживјава врз овие родители. Благодарам многу и вам за јавувањето. Сега ќе ве навратам минатата година. На 20 јуни беше објавена ваква вест, која што навистина беше шокантна. Турканици во Орцен Николов конкурирале само одлични ученици, па со приемни испити ќе бидат исфрлени дел од нив. Тоа е една вест, но она што беше навистина интересно е дека на овие приемни испити, буквално во гимназијата Орцен Николов, се покажа дека на повторното полагање, бидејќи навистина имало огромен број на скрос одлични ученици, дали само 11 го оправдале својот успех, што значи се постави една јавна дискусија околу тоа колку се реални оценките. Но факт е дека врски се бараат, се билдаат оценки, можеби притисокот за уписи во понатамошното образование создава атмосфера во која што за да влезе во тој список ученикот, како и секогаш предност имале оние кои што биле скрос одлични. Но тоа и не може секогаш да биде реалната слика. Па, еве, што мислите ви, кај да ја гледате вината? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте повелете. Во програма сум? Да, повелете. Благодарам. Вината е секако прво во родителите, меѓутоа во нивните родители, значи баби и дедовци. Веројатно и тие така завршиле образование
и така ги воспитуваат своите деца. Значи, балканскиот менталитет, свеста треба да се промени. Поготово овде во Македонија, ние ќе се избориме за нашава татковина. Мора овде луѓето, без разлика, вера, народност, религија, да сватат дека секоја добивка, секоја добрина, секој успех треба да биде заслужен, а не купен. Ама овде имаме ние дел од родители и дел од наставници, од професори, што мислат дека се што е добро може да се купи. Ете, тука е проблемот. Многу лесно може да се реши. Треба да има кампања дека значи успехот треба да се заслужи, а не да се купи. И ние како граѓани, без разлика во која бранша, не треба да подлегнуваме на мито, не треба да создаваме корупција. Овде имаме родители што создаваат корупција и имаме професори, конкретно збориме за образование. Тука действуваат не само родителите, и нивните баби, дедовци, јас имам случај. Бабата е во образование и детето мора да учи каде што сака таа. Без прашање на незините родители, на неговите родители. Спомнавте кампања, верувате, оптимисти? Што е трагично. Се извинувам, спомнавте дека решението се кампањи, па и Државната комисија за спречување на корупција денеска продолжи кампањата Бидете херој на честноста. Дали сте оптимист дека и кампањава ќе помогне? Јас сакам да бидам оптимист. Благодарам многу што ни го дадовте вашиот одговор на нашите пред се прашања. И еве гледате што велат нашите први гледачи. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Поздрав, Тина. Поздрав. Како е во Македонска Каменица? Еве, дали се родителите вршат притисоци врз наставниците? Дали се бркаат врски за оценки? Да. Некој наставник, професор, некој помни тоа. Да му стави петки на него родите. Да го ружи тоа. Кад притом треба државата да го покачи патата на професорите, на наставници, а да не се даде човече на питом. Тоа само така. Што да прави? А тато имаме неписмени. Што учимо? Неписмени. Што се кара? Што научи конкретно? Не може. Не го био. Родителот да боди, да не могат од дете, да го застави петка. Да кажете, утре ќе стане инженер, а Тереза се прави терапија. Утре ќе стане доктор, а не се не бегна пред. Те моите луѓе, те се игрите да не стане. Фијето ти не може. Така, благодарам еве што се вклучивте и вие во денешната дискусија. И пред да го вклучиме следниот гледач, еве уште еден наслов од минатата година, затоа еве и оваа година секако наред ќе бидат повторно ќе се зборува за уписите во средните училишта, но еве на 22 јуни ќе потсета минатата година. Насловот на telma.com.mk е Масакр на петките во Орце Николов. Како одличните со сите петки паднаа на тестот за упис во гимназијата. И еве всушност, иако што е фокусот на оваа вест, иако сите одлични од почеток на крај, само со петки, според пресметките и објавените резултати од тестирањето на 292 ученици, на крај излегло дека всушност само 11 ученици оствариле повеќе од 76% од вкупно 170 бодови од тестот, односно имале 130 бодови и повеќе. Толку всушност според критериумите за одличен би биле одлични по тестот. Па, еве каде ја гледате вината во однос на тоа колку се реални петките во образованието и дали ја гледате вината повеќе во родителите, во наставниците или можеби во едните и во другите. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Поздрав многу до тебе. Голем и до поздрав и до вас секако. Благодарам. Ја да ти кажам најискрено, јас ја гледам кривицата и кај родителите и кај наставниците. Значи, прва работа што мислам уште у старт, уште кога ќе почнат да учат, значи родителите ги поддржуваат децата, ајде мама е тука, тато е тука, ќе завршиме работа, значи не им дава основатина, после понатака у средно училиште тој пак си продолжува со врски, што ќе стане од него, значи неписмен, ќе се вработи негде не знае компјутер да уклучи. Сега,
тука е многу голема грешка, нели така е? Сега исто така, па овие деца што немаат па врски, душички ќе се утепаат од учење, па може нема да добие петки, може ќе добие некоја четврка, па тоа па не може да се запише ке што сака. Значи тоа е толку пореметено, сега толку е изместено и не ми се допаѓа што наставниците се така, значи тие треба да заземат став, треба да му дадат на детето знаење. Ова сега се измести, се поремети, не се секира, тато има пари, мама има пари, а ти што имаш многу знаење, па мама и тата немаат, па ти сирото може ќе работиш негде, нека обична работа, не може да просперира, значи се ни се поремети и многу ми е криво за тие деца што се многу... Сметате ли оптимисте дека еве кампањата на Државната комисија за спречување корупција бидете херој на честноста ќе помогне и ќе ја крене свеста кај оние кои што еве се уште се надеваат на врски? Па ја да ти кажам најискрено, кога слушнав за кампањава бев пресрекна јас. Благодарам. Многу и ние сме пресрекни еве што се јавувате и секако дискутираме за тема која што е исклучително важна со оглед на тоа што младите се всушност новата иднина на нашата земја, а еве и училишните денови се и нивните први навидум работни задачи на кои што секако се вреднува нивниот труд. Но колку вистински се вреднува и дали имаат реални петки, тоа треба да слушнеме од вас. Какво и вашето искуство како родител, а може би и како наставник. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме? Да, ве слушаме. Како да се уведат родителите врска да не се фаќа? Ја викам, како да им помогнеме па на оние што не можат врска да фатат. Овдека имаат вина и наставниците. Кој ќе покуша врска да фати, да се пријави, да го казни, наставникот да го казни родителот. Имав 3 деца, 2 женски, 1 машко. Сопругата одеше на родителска. Па се дивеше кој ќе појдеше таму. Се дивеше. Затоа што врска не постои. Дисциплина, домашно, да се напиши, да знаат она, изучија факултети, го зборов и друг пат ова. Кога дипломира дипломска, не ви родители канат да слушаат дипломскава како се брани. Мене, јас и друг пат сум кажал, банкар бев, скоро градот 80% ме познава. Професориве на ова речиво на дипломската, што бе ти тука? Па викам, ова черка ми е. Кој ќе одеш за синот, овој син ми е. Па како вика до сега не си спомнал ти за деца, какви деца, што деца имаш? Па вика чудо деца се ова. Презадоволен, што ти кажам. И сега сум во работата, синот ми е во странство, пари, само одам. Благодарам многу еве што го споделивте вашиот пример и личното искуство. Еве слушнавме од гледачот кој како родител самиот нагласи дека никогаш ниту се мешал, ниту пак се наметнувал со неговото присуство во однос на успехот на своите деца. Каде ја гледате вината? Добар ден. Поздрав Тина до вас. Голем поздрав секако и до вас. Јас вината ќе алоцирам подеднакво во двете групи, бидејќи и сегашните наставници најчесто се партиски бирани и тоа е нашата трагедија. Лично сметам дека вината треба да се бара и во системските решенија и измени, да се врати повторувањето во основното, да се укини задолжителното средно, оценката во поведение да влијае врз успехот и подхитно да се вратат наставниците да бидат наставници, а не децата уште од прво одделение додатна спремање по ова или онај предмет. Порано, бидејќи јас сум 55 години, одеа од еден клас од 30 деца 2 дечиња на спремање, а сега од 30-35 одат на спремање. Тоа значи дека нешто не штима во училиштата. Наставниците треба да се грижат на часот, да го предадат тоа што треба, да се потрудат учениците да го разберат нивното предавање, а не оди кај ова колешка на математика, а кај мене ќе дојдат учениците од колешката на математика на спремање. Се додека правиме така, ние нема да имаме иднина. Држава без добро образование и здравство не може да биде држава. Тоа е моето мислење.
А дали Сметам сметате дека некогаш еве родителите можеби повеќе време имаат да се посветат кога детето има проблем од некој предмет, па работеа со ќе треба да си најдат родителите, а штом се одлучили да бидат родители, ќе си најдат. Видете, јас имам еден специфичен случај, јас сум лице со попреченост, мојот татко. Секако отворени сме повторно да ве слушнеме, 90 секунди е време траењето, тоа е правилото во однос на мерачот, но секако 5 линии се активни, ве повторувам, слободно можете повторно да не го завртите телефонскиот број, да нели се доискажете во наредните 90 секунди. Одиме малку и со Твитер, Герасим еве го неговиот твит. Сушност е реакција на насловот каде што се најавува тоа дека продолжува кампањата на Државната комисија за спречување корупција, бидете херои на честноста. Ивановска со апел до родителите да не бркаат врски за оценки. Герасим напишал: антикорупцијска конечно откри каде лежи најголемата корупција во Северна, кај родителите кои бркале врски за оценки. Абе, антикорупционери, па и вие одусеј, дали сте воопшто свесни дека власта ја украде цела држава? Но како и да е, децата секако не размислуваат се уште во рамки на политичките случувања, нивниот свет е училиштето и тоа обкружување. Но и вредноста за себе ја евалуираат според оценките кои што ги добиваат, но ете, родителите се наметнува прашањето дали инсистираат и бркаат врски за да се добијат реални петки или можеби вината е во наставниците или можеби во двете страни. Тоа е што сакаме да слушнеме од вас. Добар ден. Добар ден. Јас би сакала да продискутирам на оваа тема со тоа што верувајте не од сега, од пред едно 20 години оценките се добиваат преку родителите. Наставниците тука немаат многу моќ. Зашто? Затоа што не смеат да караат, не смеат да бркаат од час, не смеат да удрат ако треба. Мислам, не онака удирање, него нели што се вика како порано што се имале така, наставници. Воспитни удари. Воспитни, да. Сега, во многу непријатна ситуација се ставени наставниците. Зашто? Тие не подлегнуваат на притисоци, но верувајте, толку многу има притисоци од страна на родители, па и закани, па и глупости, и директорите исто така се немојчни, под наводници, и стварно не знам што да кажам. Значи, наставниците како наставници, тие кои што совесно сакаат, а повеќето од нив да си ја вршат работата, не се моćни. Пример, во еден клас ставаат дете со место едно со посебни потреби, 3 деца. Кажете ми која е таа наставничка што може да се справи со 3 деца со посебни потреби, кои што го ремете одржувањето на часот. И ја не можам да сватам дека некој тоа не го зема во предвид. Едноставно вели 3 имаш и готово, тоа ти е. Значи, наставниците колку и да се трудат, родителите се многу без. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Се ова што слушам во претходната колешка, мислам дека е во право, но за се тоа е најповеќе крива уписната политика. Секогаш се бара да бидат само одлични ученици и ако се одлични, има шанси. 40 години помина во просвета и на времето додека не беше оваква уписна политика, оценките беа околу 90% реални. Како поминува времето, се бара се само одлични и наставниците без влијание, не мора да има влијание на родителите, ставаат петки да им помогнат на учениците. Не е ништо. Ако се смени уписна политика, кога јас се запише пред 50 кусор години во средно, се знаеше 1/3 одлични, 1/3 многу добри, 1/3 добри. И немаше вакви проблеми. Се додека не се смени уписна политика, ќе има ова. Тоа прво мора да се смени. Не може не се сите деца гениалци до едно оделение да има по 80% одлични. Тоа е ненормално. А тоа е крива само таа уписна политика. Ако се промени,
Мислам дека ќе се промени се. Така сметате дека таа го наметнува притисокот за Тачно, тоа го метнува. Велам 40 години војна во образование и од тука излага проблемот. Така, благодарам многу, еве. Тоа е онај што очекуваме од вас, особено вас кои што сте имале долгогодишно искуство и во образованието. Зборувајте како родители, секако и како наставници. Она што сакаме преку вас е каде вие детектирате вината во однос на нереалната состојба со појава на огромен број одлични, скрос одлични ученици. Добар ден. Добар ден. Само да се доискажам, поготово ме иритира професорката, наставничката што се јави. Децата со попреченост по инклузија се од некај си најмногу до 5 години. Ете нека си и 6. Факт е дека од 2000 година наваму проблемот со ова што го рече сега господинот просветен работник, дека може би влијае и уписната политика, го делам тоа мислење, меѓутоа да се бара вината во тоа што имале деца со попреченост по класот, не ќе да беше баш само тоа. Немојте, тоа е тешка дискриминација. Се сложувам дека и таа инклузија е направена на сила и на мускули, без апсолутна системска поддршка од едукатори, од асистивни помагала и слично. Меѓутоа, да бидеме објективни, причината лежи во тоа што нашата пуста политика вмешала прсти таму каде што не е место. Бираме наставници преку партија, бираме ученици кои ќе ги кандидираме за идни партиски војници, а не да бидат попречени децата со попречености причина за тоа што не можела наставничката. Дали сте оптимист со стартот на кампањата, бидете херој на честноста, дека и веќе се разбуди свеста кај виновниците и ќе... Јас мислам дека без системски законски решенија тешко да ние може да се подпреме само на свеста. Лично мислење, дај Боже да грешам. Пријатно. Така, благодарам многу што се јавивте. Продолжуваме секако со вас, предност имаат гледачите 0230700005. Го носи новиот гледач или гледачка, може би. Добар ден. Добар ден. По црвена линија сте. Благодарам. Па како да речем, господјо или господјице, веќе ние 25 години сигурно има, како има емисии на радио, на телевизија и контакти, се јавуваме, кажуваме теми отворени, затворени, ние си зборуваме, пај да си нема, ние си кажуваме, пај да нема. И така полека ни пропадна државата. Ни пропадна образованието, што е најважно, а штом пропаѓа образованието, тука пропаѓа и традицијата македонска, а штом пропадна традицијата, веќе пропаѓа и државата. Оти нема кој ни да сака, ни да брани, ни да и помага, ни ништо, а преку образованието најдува начин како овие колонизаторски земји, од после војната е кажано и од Америка и од Англија дека Македонија треба да се уништи, затоа што се потекнува што е добро од Македонија, а после тоа од Черчил, а после Америка еве кажете ми во однос на темата како родител, дали сте родител, не знам, но еве какво е вашето искуство во однос на тоа билдање на одличен успех, дали сте биле во ситуација да треба да барате врски за да се подобри оценка и така натаму? Едно време немаше барање врски, барање ова, она, сега веќе има. Зошто е тоа така според вас? Не само што сум родител, јас сум и дедо на внуци што сега ќе магистрираат. Меѓутоа, ово е лошотило по Македонија. Благодарам многу и еве сега со оглед на тоа што рековте дека бадијала се јавувате вие гледачите, дека напразно зборувате, јас ќе кажам дека ни е многу драго што имавме и реален пример за тоа дека граѓаните колку некому да му изгледаат небитни, дека навиду некој ги слуша, очигледно дека некој добро слуша. Ако се сеќавате, зборувавме за тоа дека треба да се сменат што поскоро нови регистарски таблички. Многумина од вас предложија зошто цела табличка кога може тоа да се реши со налепница, така да ете налепниците сега се во игра, а таа дискусија имавме во црвена линија, така да ние во црвена линија сметаме дека сме и простор каде што конечно се граѓаните тие кои што имаат свој простор, не се политичарите, секако да кажат и да се слушнат.
кои се нивните ставови. Сега зборуваме за нереалните петки, набилданите просеци. Некои од гледачите напоминаа дека може би грешката е во постоењето на такви какви што не се уписните политики. Но каде ја гледате вината за бркањето врски за оценки? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас кратко ми беше времето, пак се јавувам по втор пат. Нови 90 секунди. Да. Вакатина, ние знаеме дека што поминаме со короната 3 години. И знаеме децата дека не одеа на настава. Онлайн од дома работеа. Мислам дека цела Македонија беше така. Дека тие деца кои основци и средношколци не можат онлайн да држат настава. Кој сака нека каже, нека се јави некој професор кој што исклучиво од високото образование може тони да се обучени да работат на компјутера. Што ќе правиме со основците на онлайн? Тука е промаш. Знаете што значи 3 години да не се работи со наставник, со професор, со учител, да не искочи дете на табла, да го потикне професорот, да направи атмосфера во училницата, да се работи. Така се оди. И така да имаме тука многу негативности кои што не снајдоа и од такви проблеми. Меѓутоа, тоа не е оправдување. Пак јас велам дека и родителите треба да се сносат одговорност и треба да ги учат. Покрај професорите и родителите. Не е товарот, јас не го оправдувам професорот дека не, и тој има вина. Сите имаме заедничка вина, подеднаква вина, и родителите, и наставниците, и професорите. Само работа со децата. Благодарам многу, Еве, што повторно се јавивте. Продолжуваме малку и со твитирџи. Ке подсетам дека Еве во јуни од 2022 година на уписите, односно на приемните испити во гимназијата Орце Николов се покажа дека само многу мал број сушност реално го оправдуваат својот висок, односно скроз одлични ученици, висок процек. А еве за мене Ипсилон Шедоу Ипсилон напишал и врапците знаат како се билдаат оценките во основно. Па како се билдаат оценките? И всушност зошто имаме толку појава на нереални петки, просеци скроз одлични, превенции на генерации, а може би сето тоа не е така. Каде ја гледате вината? Кој повеќе или полесно му е да се потпре на врските за да има одличен успех? Дали тоа е вината на родителите, на наставниците или може би заедно? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во црвена линија сте. Благодарам. Прво јас дека ќе ставам 3 категории кои што се виновни. Прво ќе ставам системот, второ ќе бидат наставниците, трето родителите. Системот затоа што дозволија да не повторуваат учениците, па макар да не каже збор од прво оделение до завршувањето на средното образование, само доволно е да биде мирен и нема повторување. Тука значи еден од условите. Второ, наставниците се политички определени. Значи, ако тој не го прифати интервенцијата на родителот или на роднината, пријателот, автоматски му зависи работното место, тој сака не ќе мора да му ја стави оценката на ученикот повисока и да оди понатака. Значи, тоа е вториот. И третиот момент, родителите се највиновни за своите деца што фаќаат врски не да научат, него само да бидат одлични. Ке се вратам назад кога јас сум 80 годишен човек, кога јас учев. Тогаш имаше од 3 до 6 ученика одлични во 45 ученици во клас. Сега има 35 најмногу ученици во клас, од тие 35, 28 до 30 се одлични, останатите се многу добри. Па како сакате да имате квалитет? Разбирам, техника, услови за учење, сето тоа, но да бидат 30 од 35 одлични, нема шанса, нема услов. Тоа е само билдано и неоправдано. Благодарам. Благодарам многу, Еве, што се вклучивте и вие во црвена линија. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме со гледачот? Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Дали се слушате? Да, се слушаме.
Дали ви е намален тонот на телевизорот? Намален е. Одлично. Ме слушате ли убаво? Би сакал да кажам два збора во врска со оваа тематика. Повелете. Не само децата, и постарите деца исто фаќаат врски. Земете го оној пример на еден од генералните секретари во владата, македонецот, заборев како се презиваше, кој имаше афера со семафорите. Кајде го беше пронајден список за прашања и готови одговори за судии и обвинители. Што кажува тоа? Дека сега ни судат луѓе кои не заслужиле да го користат тоа столче, туку на тој нечесен начин го добиле тоа звање. Добра, а сега ако се навратиме каде што е младината, односно кај учениците, каде ја гледате вината? Во родителите, во системот, во наставниците, во уписните политики, каде ја гледате вината? Дали го имаме гледачот се уште на линија? Вината ја гледам јас кај побогатите родители кои овозможуваат нивните деца без знаење да добијат некои дипломи кои многу ќе им користат во животот. Сиромашките деца учат, богатите не учат. Бидете поздравени. Благодарам многу и вам што се јавивте од црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака да ви кажам, јас овде децата и родителите и наставниците не се криви. Ме слушате? Да. Ало? Да, продолжете. Не се криви за оценките, него јас се сложувам да децата му се дат повисоки оценки. Знаеш што ќе речите? Не гледате дека во Македонија се наполно министри, полно доктори, не знам ова, додека нашите деца ја останаа многу назад. И бараме ние родителите да се дадат повисоки оценки, остаи што беше онлайн, децата бе зафатени, не знаеа, родителите не бе дома, сами ти остане едно на друго. Затоа мислам дека треба да се дадат повисоки оценки, за да може децата да продолжат со петки, за да може. Но дали тие повисоки оценки според вас се и реална состојба на знаењето на ученикот? Тие знаат, али порекош и не знаат, не може то така и просто некако школството се измена некако. Јас мислам дека треба. Според вас, значи тие што не знаат треба да добијат повисока оценка? Не да не. Нешто да му се поклони сигурно, да се запишат на подобри факултети, запишат на добри, мислам, гимназии таму. Така. Така, значи вие гледате дека уписната политика не треба да му се даде повисока оценка. Треба да му се дадат повисоки оценки. Заслужува децата. Овде е смешна политиката, не расипа и школството, не расипа и државата, и економски, и политички, и народот економски и психички да поболи. Благодарам многу за јавувањето и ве како што слушате, гледате дека на неколку наврати се повторува од гледачите дека сметаат дека можеби вината и во уписните политики, односно за прием многу одамна, тоа мора да признаеме, дека треба да се има навистина предност имаат учениците кои што имаат највисок просек и тоа во текот на сите години на образованието. Каде ја гледа видата следниот гледач, ке слушнеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Вака, прво да ве поздравам. Голем поздрав. Значи, мојата мајка беше професорка од првите професори во Средно фармацевтско училиште. Она вака велеше. Значи, за мене најсолидна оценка е 4. Четворка. Зошто? Затоа што пред таа оценила дека тие што сакаат петки се преамбициозни и ги интересира пред се оценката, затоа што имаат можда и некој притисок од дома и така. Кога јас станав наставник и се чудев како да се справам со толку деца и за толку 40-45 минути, таа ми рече: никогаш да не отидеш неспремно на час. Ја тоа го практикував скоро 40 години. Ајде, с вашето искуство како просветен работник, каде ја гледате најмногу вината за тој притисок за
Нереални петки. Во потрага по петки. Но дали повеќе притисок доаѓа од родителите или може би таа Па пресија се знае зашто доаѓа од родителите, зашто мене моите родители не ми вршеле притисок. Затоа што ја можев да се запишам со било каков успех на било кој факултет. Ама си полагав приемен. Така. Дали? Така, ете јасно. тоа. Благодарам многу за јавувањето, а сега еве и Пандемониум има напишано твит. Дознав дека се укинало средно вонредно медицинско, а не знаев дека постои. Не ни замислив дека воопшто било дозволено такво нешто, без пракса, без часови, со оценки, со врски и тие на исто рамниште со редовните, незамисливо. Но она што е замисливо следно се рекламите, а потоа се враќаме со резултатите од Инстаграм анкетата. Ете, по рекламите, верувам малку здивнавте и сега со нетрпение очекувате да слушнете како одговорија оние кои што активно не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не веднаш и веќе утре земете учество во новата тема и новата анкета. На денешното прашање, всушност, родителите бараат врски, наставниците даваат оценки. Прашавме во кого е вината. Под А родителите, со родителите одговорија 17%. За наставниците рекоа 13%, а воетите и другите вина гледаат 70%. Јас сега ќе ве подсетам да не го менувате каналот, затоа што за многу кратко време ќе имате можност да освоите супер вредни награди. Морам да ги пофалам учесниците во Заврти на Телма дека одлично им оди, така да продолжиме и оваа недела. Вас од Црвена линија сега ќе ве охрабрам да си го проверите знаењето. Реални ни се оценките, значи наградите, ако имаме точен одговор, не мора врски, сега ќе има награда. И секако ќе ве подсетам да ја гледате вечерашната топ тема со Боби Христов и секако на профилот на Телма телевизија на Facebook можете директно да ги впишете и да поставувате прашања кои што верувам ќе ви бидат одговорени. Што се однесува кај прашањата, ние секако помагаме во тоа да бидете најдобри во Заврти на Телма, така да ќе ви откриам 5 прашања кои што секако ќе ги има на приемниот тест на Заврти на Телма. Па така забележете, еве прво прашање, како се нарекува фудбалскиот натпревар помеѓу Реал и Барселона? Со кој извик напаѓаат нинџа желките кавабунга или банзаи? Трето прашање, како се вика оптичкото стакло за едно око? Потоа и четврто прашање, да го забележите, што го шокираше светот на 6 август 1945 година? Кој збор е антоним на слабичок? И ево уште едно, дури пето прашање, само да освоите награда, е на кој датум 1886 година во Чикаго штрекувачите побараа 8-часовно работно време? Ке ве испрашам, а верувам ке знаете одлично, ке нема врски, а ке има награди.